Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Во каналот на хидросистемот Брегалница кај селото Жиганци из утрината беше пронајдено удавено тело на 69 годишна жена. Истрагата на полицијата и јавниот обвинител утврдила дека нема траги на насилство, па најверојатно се работи за несреќен случај. Тони Ајтовски со деталите. Тело на 69 годишна жена која се удавила во главниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница е пронајдено во близина на селото Жиганци и Кочанско. При рутинската контрола на мрежата за наводнување из утрината околу 7 часот, вработени во водостопанската подружница од Кочани забележале безживотен труп што бил закачен на решетките од каналот и веднаш ја алармирале полицијата. Поаѓајќи наам од селото, од Жиганци, гледаме имаше две полициски возила и две пожарникарски. Сумњаме дека има некој човек горе, пошто имаше доста народ тамо, веројатно има и од судо. Значи, истражен судија, тоа така оде. Можда имало и доктор, сигурно и доктор имало. А и мислам дека и брзата помош беше тамо, да, горе возилото. Кој е човек, не ми е познато, не знам. На местото каде што е пронајдено телото, увид направиле надлежните полициски органи и јавен обвинител, пошто е констатирано дека станува збор за Розита З од соседното село Спанчево. Вчера попладне жената била забележена дека се упатува кон полето во близина каде што поминува каналот и оттогаш и се изгубила секаква трага. Од увидот што го направиле надлежните е констатирано дека кај починатата немало видливи траги на насилство и заклучиле оти се работи за несреќен случај. Поради тоа, обдукција нема да се прави, а телото е предадено на семејството. 69-годишната жена не е единствената жртва на каналот од хидросистемот Брегалница. Од длабоката и студена вода пред 2 години исто така беше извлечено тело на удавена жена од селото Чифлик, а пред тоа и на 39-годишен маж од Кочани. Со оглед што се работи за отворен и незаштитен објект, неретко во каналот паѓаат и домашни животни што се напасуваат во близина, поради што надлежните ќе мора да бараат решение за зголемена заштита на неговата околина. Две жени од Кочани и од Виница викендов биле пријавени за исчезнати. На полицијата е познат идентитетот на пријавените и прибира информации за нивно пронаоѓање. Две женски лица од Кочани и од Виница се регистрирани како исчезнати откако нивните семејства ги пријавиле во локалните полициски станици. Необично во случаите е што тие се повторуваат во ист час и во ист ден од изминатиот викенд, а меѓу нив нема никаква поврзаност. Единствено за што информира полицијата е дека двете лица ги напуштиле своите домови и се оддалечиле во непознат правец. Откако не ја видел сопругата повеќе од 48 часа, 31-годишниот А.И. од Виница во саботата решил да отиде во полиција и да го пријави незиното исчезнување. Неговата жена, 38-годишната С.И., 2 дена претходно, во периодот околу 1 час од пополнок, излегла од дома и повеќе не се вратила. Никој од блиските не видел во кој правец се упатила поради што отежната е потрагата по неа, а семејството е загрижено бидејќи поминал доволно долг период за да се посомневаат за состојбата и последиците за неа. Сличен случај за исчезнување на помладо женско лице беше пријавен и во Штипската полициска станица. Пред 2 дена семејството на 16-годишно девојче од Кочани пријавило дека таа го напуштила домот и се упатила во непознат правец. Загрижената мајка на малолетничката, 45-годишната КН од Кочани, во полицијата рекла дека забележала оти ќерка и излегла од дома околу 1 час од пополнок и изгубила контакт со неа. Од полицијата потврдуваат дека прибираат дополнителни информации од можни очевидци и се преземаат мерки за пронаоѓање на исчезнатите женски лица. Започнуваат настаните за одбележување на Петровден, празникот на Кочани. Манифестацијата е во организација на Центарот за култура Бели Мугри со поддршка од Министерството за култура и општина Кочани. Под мотото музичко будење на градот, акцент годинава ќе биде ставен на музичките настани. Од 5 до 12 јули во Кочани ќе се одржат настаните предвидени во манифестацијата Петровденски конаци по повод празникот на градот Петровден. Во рамките на 11-тото издание на манифестацијата Петровденски конаци што организира Центарот за култура Бели Мугри со поддршка од Министерството за култура и општина Кочани, а под мотото музичко будење на градот, фокусот е насочен кон музичките настани.
На 5.7.2017 во 20 часот и 30 минути ќе имаме промоција на поемата Еригон од Александар Куклев. Иако ова звучи нели дека не е музички дел, меѓутоа ќе биде придржуван со виолина, секако и со танчерка. На 6.7. веќе имаме концерт на групата 4.21 Мјау и Шекспир, тоа се групи од Кочани. На 7.7. исто така концерт на групите Криптон, А Позитив и Игуана, исто така кочански групи. На 8.7. концерт на Гишик Гурухаре. На 9.7. имаме концерти на изворни оркестри од општина Кочани, општина Видница и општина Зрновци. И 10.7. имаме концерт на Нети Фейтли. Исто така богато музичко доживување ќе приредиме на нашите, го заборавив Тони Китановски на 11.7. Во програмата за одбележување на Петровден, општина Кочани го вклучува и традиционалниот влашки етнофестивал на Петровден Сите на планина, што ќе се одржи в сабота на 8 јули на Пониква. Од 7 до 11 јули пак во Кочани ќе се одржи младинската ликовна колонија Свети Пантелеймон, а изработените дела ќе бидат изложени на 11 јули во фоајето на Центарот за култура Бели Мугри. Освен културните настани организирани од Министерството за култура, со културни активности во одбележувањето на Петровден се вклучува и општина Кочани. Со културни активности во одбележувањето на Петровден во манифестацијата се вклучува и општина Кочани. Со пригодни активности го прославува Денот на општината. Секоја година општина Кочани ја поддржува влашката средба, настан кој што се случува на Осоговските планини, на Пониква, на Петровден Сите на планина го организира влашката група Грамостеан, а општината го поддржува со материјална поддршка и секако со поддршка во самата организација. Значи, влашката средба оваа година ќе се случува на 8 во сабота од 11 часот и групата Грамостеани најавува гости од Романија, Србија, Албанија и од Скопје, па ете за сите повод да излезат на Осоговските планини, како за власите, така и за нашите македонци. Оваа година општина Кочани исто така ја помести во рамки на Петровденските конеци, односно одбележувањето на Петровден ја помести ликовната колонија која што ја одржуваме по 6-ти пат. Оваа година, значи, ликовната колонија Свети Пантелеймон се одржува од 7 до 11 јули. На 11 јули Духовна академија со настап на црковни хорови, женскиот црковен хор при Лесновскиот манастир Света Лидија Македонска, црковниот хор Свети Климент Охридски Штип и црковниот хор Свети Јован Дамаскин од Радовиш. Во вториот дел од програмата настап на фолклорни ансамбли и музички групи, а културните активности општина Кочани ги завршува со джез концерт на Тони Китановски трио. Освен културните, во манифестацијата се предвидени и други настани. На 10 јули со почеток во 12 часот е планирано, односно предвидено поставување на камен темелник на пречистителната станица за отпадни води во близината на село Мојаци, општина Кочани. На самиот ден Петровден со почеток во 8 часот во црковниот храм Свети Великомачини Георги ќе се одржи свечена божествена литургија. Со почеток во 10:15 часот во Паркот на Револуцијата ќе се одржи, ќе има настап фолклорниот ансамбл Кочани. Во 10:30 часот Литија и кршење на Петровденски колач, исто така во Паркот на Револуцијата. Во 10:30 часот 11:30 часот ќе се одржи Советот на општина Кочани ќе одржи свечена седница. На седницата на Советот ќе бидат врачени награди на општината Кочани и тоа награда за животно дело, награда за значајни остварувања за развојот на општината Кочани, а ќе бидат врачени и награди за правениците на генерацијата и наградени ученици на државни и меѓународни надпревари од основните кочански и средни училишта.
И Сдруженијето на пензионери на Кочани и годинава со повеќе активности се вклучува во одбележувањето на Петровден, празникот на градот. По тој повод на 11 јули во летната бавча на ресторанот Аледар ќе се одржи традиционалната другарска пензионерска средба, на која се покануваат да учествуваат пензионерите од општинското здружение и ограновците од соседните општини Зрновци, Чечиново, Облешево. Сдруженијето на пензионери на Кочани иста вечер ќе ги прогласи најдобрите кулинарски специјалитети, изработка и дегустации на благи и сукани јадења, зелници и баници. Најдобрите специјалитети во двете категории ќе добијат парична награда за прво, второ и трето освоено место на вечерта. Наредниот ден, на 12 јули, Петровден, Кочанското пензионерско здружение ќе биде домаќин на пензионерите спортисти од Сдруженијето на пензионери Центар од Скопје. Ќе се одржи двомеч во стрелаштво и шах, средба која ќе биде тренинг надпревар пред одржувањето на Републичката спортска олимпијада што ќе се одржи во Кочани на 2 септември на градскиот стадион Никола Мантов. Комисијата за награди и признанија на општина Кочани на работен состанок што се одржал на крајот од минатата недела ги донела конечните одлуки. Наградата за животно дело му припадна на академик доктор Константин Апостолов, а за значајни остварување на фудбалскиот клуб Осогово. Наградата за животно дело на општина Кочани за 2017 година постхумно ќе му биде доделена на Константин Апостолов, доктор по микробиологија, член на Македонската академија на науките и уметностите надвор од работниот состав. Таква одлука донел одборот за доделување награди на општината на работниот состанок што се одржал минатата недела. Според образложението, доктор Апостолов, кој е роден во Кочани во 1933 година, е научник од светски ранг, кој својот живот го посветил на истражувањата во лабораториите во Скопје, во Бирмингем, каде специализирал електронска микроскопија, во Бекенхам, во Велика Британија и во други лаборатории. Бил предавач и консултант во Институтот за вирусологија во Кралската медицинска академија и во болницата Хамерсмит во Лондон. Апостолов е првиот председател на Асоциацијата на македонците во Британија и нејзин почесен председател до крајот на својот живот. Тој почина во Лондон во 2008 година. Одборот за доделување награди одлучи наградата на општина Кочани за значајни остварувања за развојот на општината годинава да му ја додели на градскиот фудбалски клуб Осогово. Клубот во надпреварувачката 2016-2017 година оствари директен влез во втората македонска фудбалска лига со 20 победи од одиграни 27 надпревари и постигнати 63 голови. Оваа награда, за разлика од претходната, е парична и изнесува 5 просечни плати исплатени во претходните 3 месеци во Република Македонија. Вообичаено, наградите ќе бидат доделени на свечената седница што Советот на општина Кочани ја одржува по повод празникот на градот Петровден. Седницата е закажана за 12 јули во салата на мултикултурниот центар во Кочани со почеток од 11 часот и 30 минути. Годинава нема да се одржи традиционалниот петроденски турнир во мал фудбал. Причина за тоа е што нема ниту една пријавена екипа на јавниот повик, што упати организаторот на надпреварите општина Кочани. Без традиционалниот петровденски фудбалски турнир ќе помине овогодишното одбележување на празникот на Кочани Петровден. До крајниот рок за пријавување на заинтересираните екипи, што истече на 1 јули, не пристигнала ниту една пријава. Поради тоа, иако се очекуваше предпладнево да се одржи ждребувањето за распоредот на надпреварите, тоа не се случи. Од локалната самоуправа на Кочани, која годинава се подготвуваше да го организира турнирот по 16-ти пат, само кратко потврдија оти фудбалски надпревари ке нема. Оваа година Петровденскиот турнир во мал фудбал нема да се одржи како активност, бидејќи на огласот што општина Кочани уредно го имаше објавено, спортските клубови не изразија спремност, односно не се пријавија на истиот и од тие причини нема да биде одржан. Коментар за тоа кои се причините што не се пријавила ниту една екипа од општината не дадоа. Останува отворено прашањето дали потенцијалните учесници оцениле оти фондот на наградите е неатрактивен или пак екипите веќе се зафатени со оглед што се пријавиле на слични турнири што се одржуваат во ист период. За волја на вистината, слично беше и минатата година, кога за учество се пријавија од 24 екипи. Поради тоа, организаторот лани мораше да примени изменет систем на надпреварување, односно наместо вообичаениот систем на елиминации се играше двокружно, секој со секого.
Годинава ќе ја нема таа мака, така што Петровденската прослава ќе помине со еден настан помалку. Инаку, според условите во јавниот повик од општината, секоја од екипите имаше обврска да уплати по 3000 денари како котизација, а на турнирот требаше да се игра во конкуренција на постари, јуниори и сениори, односно сите играчи требаше да имаат наполнето најмалку 16 години. Без одговор за сега останува и прашањето што ќе се случи со наградниот фонд, што им се доделуваше на победничката екипа и на најдобрите поединци. % од виничките пензионери ги добија дрвата за предстојната грејна сезона. За останатите 50% крајен рок е октомври. Од Виничкото здружение на пензионери со надеж дека годинава нема да се повтори ланскиот проблем на доцнење на дрвата. 50% од виничките пензионери пред време ги пречекаат дрвата за следната сезона. Ке имаат време и да ги сушат и да ги средат тековно. Останатите 50% или во бројка 260 фамилии се во очекување. Од здруженијето со надеж дека годинава нема да се повтори ланскиот проблем со доцнење на дрвата. Оваа година правиме договори за набавка на дрва на пензионерите од општина Виница. За оваа година имаме направено околу 520 договори за снабдување на пензионерите со ограно дрво, бука и дап. Вкупно имаме запишено во кубатура 4029 метра просторни дрва, од кои 2562 се бука, а 1467 се дап. Значи, вкупно 4029. За дотур, до сега рачунаме околу 50% не са дотурени дрвата до домовите на пензионерите. Цената е ланска, иста како и лани, 2590 е буката, 2670 е дабот. Иначе, крајен рок за дотерување на дрвата е септември месец. Имаме одредена динамика, направена со договорот со шумското стопанство и носењето се врши по улици и по населени места. Исплатата на порачаните дрва оди тековно, зависно од висината на пензијата е и бројот на дозволени рати кои ги овозможува здруженијето, така што оние со најниски пензии дрвата ги плаќаат на 8 рати. Уште еден успешен настап на членовите на ансамблот Кочани во Добриниште, Република Бугарија. Задоволни се вратија од 4-дневната турнеја во бугарскиот град, со договор дека соработката со ансамблот од Бугарија ќе продолжи и понатаму. Добринишко културно лето е насловот на манифестацијата што се одржа викендов во Добриниште, Република Бугарија, на кој единствени представници од Македонија беа членовите на ансамблот Кочани. Членовите на помалата, како и оние од возрастната група од Кочанскиот ансамбл, задоволни се вратија од успешната 4-дневна турнеја во бугарскиот град, каде што се представија со повеќе сплетови на македонски ора. Концертот се одржа во саботата на плоштадот во Добриниште, Република Бугарија, каде што освен домакините и членови на ансамбли од други градови од Република Бугарија, настапија членовите на ансамблот Кочани. Членовите од возрастната група на Кочанскиот ансамбл се представија со ората Малешевија и Овчеполе, средната група со женско чамче и повардарија, а најмалите членови на возраст од 7 до 12 години настапија со тропнало и водарки. Публиката беше воодушевена од нивниот настап, а на крајот од фестивалот ансамблот Кочани доби диплома и плакета за учество. На Добринишко културно лето настапија околу 10 ансамбли од Бугарија, како и домакините од Добриниште. Заедничката соработка меѓу ансамблот Кочани и Добриниште продолжува и понатаму. Се очекува бугарскиот ансамбл да земе учество на манифестацијата Кочански денови на Оризот, а со целовечерни концерти ќе настапи во Кочани и Македонска каменица. Фолклористите од Кочани го искористија убавото време и да прошетаат во Банско, како и да уживаат во топлите базени што ги нуди бугарскиот град. Концертот традиционално заврши со големо оро на кое се фати и публиката. Голем црковно-народен собир се организираше во манастирот Свети Наум Охридски во селото Чифлик, токму на денот кога се празнува истоимениот светец. Ланската година беше поставен и камен темелник за изградба на камбанарија на овој манастир.
На 3 јули Македонската православна црква го одбележува празникот посветен на светиот Наум Охридски чудотворец. Секоја година на овој ден голема храмова слава и црковно-народен собир организира местното население од селото Чифлик, токму во манастирот кој го носи името на светиот Наум Охридски чудотворец, кој што е закрилник на ова населено место. Желбата на мештаните беше да се изгради црква посветена на овој светец. Храмот е изграден во најголем дел од средства од местното население и донации од поединци и работни организации. Камен темелникот на оваа црква беше поставен во 2004 година и за само 4 години во 2008 црквата беше осветена. Чинот на осветување го изврши архиепископот Охридски македонски господин Стефан со митрополитите Дебарско-Кичевски господин Тимотеј и Брегалнички господин Иларион во присуство на многу илјаден народ. Црквата во поголем дел е фреско живописана. И годинава на овој ден се организираше голем собир на манастирот. Ланската година беше поставен камен темелник за изградба на камбанарија во овој манастир, а го постави митрополитот Брегалнички Иларион. На ден пред празникот, односно на 2 јули, се одржа вечерна богослужба, а на 3 јули празнична златоустова литургија со која чиноначалствуваа свештеници од Брегалничката епархија. Инаку секоја година се повеќе народ се собира на овој празник. Се служи и постна вечера за сите верници, а домакинот кој секојдневно ја одржува црквата вели дека во храмот има и услови за крштевање деца и за венчавање, но младите ретко го прават тоа. Или се иселуваат од државата и бараат работа во странство, или ретко се одлучуваат за стапување во брак. И тие кои ќе стапат во брак пак остануваат со по едно дете. Црковниот одбор, освен на уредување на црквата Свети Наум Охридски, работи на уредување на манастирот посветен на празникот Успение на Пресвета Богородица, што се слави на 28 август. Почнувани со временската прогноза, го завршуваме и ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.